Денеска пуштивме две, една во Порој и една во Кичево, спортска сала, и проектот за изградба на 50 фудбалски игралишта во целата држава. Тука во Македонски Брод преку проектот за изградба на 35 спортски сали и 50 фудбалски игралишта, кој што го води Агенцијата за млади и спорт, а го финансира владата на Република Македонија. Веќе изградивме големата спортска сала Свети Климент Охридски, а започнавме со градба и на новото фудбалско игралиште, која е во завршна фаза на градба. Во иднина планираме да започне со градба и едно тениско игралиште во основното училиште Свети Климент Охридски и едно повеќе наменско игралиште за мал фудбал, ракомет и слично во основното училиште Браќа Миладиновци во Самоков. На крајот дозволете да се заблагодарам на сите кои што ги извршија сите подготвителни работи за да дојде до почеток на градба на ова спортска сала. А тоа е министерот за образование, господинот Никола Тодоров, кој што го очекуваме во секој момент да пристигне. Дознавме дека имал дефект на возилото и затоа доцви. Понатаму, вработените во Министерството за образование, министерот за финансии, кој што во овие тешки времења изнеде средства во буџетот за градба на оваа спортска сала, но и на пратениците во парламентот кои што го гласаат буџетот, како што е и пратеникот Илија Кидановски, кој што е тука, и кои што изгласаа буџет во кој што се предвидени средства за Македонски Брод, за изградба на оваа спортска сала и за сите други проекти кои што се значени за Македонски Брод. Да се заблагодарам и на градоначалникот кој што ни овозможи да ја градиме оваа сала. И на сите оние кои што можеби не ги споменав, но дадоа свој допринос во подготвителните работи, за да може сега владата на Република Македонија преку Министерството за образование да ја започне и заврши градбата на оваа спортска сала. Нека е со среќа, нека е Илија градбата, па да се видиме и на отворање. Благодарам.